За само еден ден 281 евро, во последниве 7 2819 евра, во последниот месец 9950 евра, во последниве 3 пак 20408, од 14 октомври 2020, кога била официјално отворена фан страната на Димитар Ковачевски на Facebook, за спонзорирани објави потрошени се вкупно 47.001 евро. Гломазната пиар и продукциска машинерија на СДСМ и власта очигледно не штеди пари во обид да го крене рейтингот на својот шеф, кој според истражувањата на јавното мислење е во слободен пат, па само за рекламирање на социјалните мрежи потрошени се неверојатни речиси 50.000 евра. Ова го покажуваат јавно достапните информации на Facebook. Парите за социјални мрежи не се единствениот начин на кој Ковачевски се обидува да се промовира. На помош ги ангажира и другите партиски членови да се смеат пред камери, па така пред само 4 дена можевме да видиме како премиерот самиот себе и околу 50 на други членови на раководството на партијата ги облече во црвени елечиња, да најави дека ќе почнат теренски активности и директна комуникација со граѓаните. Се тоа успеси на оваа социјалдемократска влада, на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и на коалиционите партнери. Ви благодарам. Овој пиар потек на власта предизвика еден вид подсмев во јавноста и кај обичните луѓе. Лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски е на ставот дека ова сепак е само еден неуспешен обид на власта да се умилкува кај луѓето. Вели дека граѓаните не сакале да ги примат представниците на власта во своите домови. Велат, внимавајте, затворете ги дворовите, заклучете ги вратите, криминалци шетаат полиците, не им отворете. Најмногу, односно 4000 евра, премиерот потрошил за покана да ја посетите неговата фан страна на Facebook. Пари се трошат и за други, пред се видео материјали каде речиси никаде не се промовира некаква владина политика или успех. Една од тие објави е каде власта се фали со автопатот Киче во Охрид, зашто се потрошени 600 евра, а истиот се гради веќе 9 години, а видлив напредок нема со години. И ние мора да вложуваме во патна инфраструктура ако сакаме развој на економијата. Според аналитичарите, ова е само обид за собирање политички поени на начин на кој Ковачевски сака да се покаже како обичен човек, но и обид да се затскријат сите катастрофални политики на власта последниот период. Инаку според неофицијални информации на Алфа, владиниот пиар му го прави маркетинг компанија од Израел, чија цел е да помогне во кревање на рейтингот на власта.